Полициски упад во А1. Овој наслов на екраните има минато. Во четвртокот беше само неговата реприза. И во март 2006 имаше ист наслов на вестите на А1. И тогаш се тврдеше дека полицијата без налог за да им асистира на група даночни инспектори незаконски влегла во телевизијата. Се е исто. Истите инспектори, истите вести, истите обвинувања, но разликата е во владеачката партија. Наместо Груевски во 2006-та, виновен беше Бучковски. Тогаш собственикот Рамковски тврдеше: Јас сум сигурен дека ова заради тоа што синоќа на Прилепската телевизија му се законев на господинот Бучковски дека доколку и 1 кило тутун не биде откупено, дека ќе одговара. А и во оваа прилика, пак му се заканувам, дека доколку и 1 кило тутун не биде откупено, ќе одговара пред народот. Ден по финансовата инспекција, во петокот, Велија повторно го тврдеше истото. Што? Ситна роба, дуќанчина, ситна роба е. Не може да се створат пари. Го нема во работењето пари. Не постои. Ја претпоставам дека исклучиво сега му е. Само тоа му остана. Да мене ме прогласи за криминалец, криминал. Ама нека ме прогласи што сака. Што со телевизијата? Што со новинарите? Што со рейтинзите? Што со довербата на народот? Финансовата полиција и даночните инспектори и тогаш како и сега тврдеа дека ништо не се поврзува со работењето на телевизијата. Не се со асистенција на полиција, биле сместени во една просторија, 2 часа биле задржани во таа просторија и дури потоа со судскиот налог, веќе кога им е доставен, веќе почнуваат да ја извршуваат инспекцијата, значи контролата. Станува збор тука дали ќе се утврди нешто или не, значи во конкретниот случај само се работи за барање, значи даночните инспектори да си ја завршат својата работна задача. Никој на пример не знае што може да се открие нели во книгите, меѓутоа 7 месеци навистина е предлог период зошто воопшто не е дозволено да се изврши контролата. 4 години подоцна се случува истото, во истите простории со истите личности. Каде е проблемот?